Говори малко, че. Вики е одличен церемонијал мајстор, ме најави па ме заборави. Ова е првата, веројатно и последна грешка. Почитувани пријатели, роднини, другари, имам и школски другари така. Почитувани сограѓани од Торонто. Така ги има тука. Почитувани фотографи, ликовни уметници, музичари, многу почитуван конзул Дреневски, многу почитуван амбасадор Василка Дреневски. Благодарен сум ви што дојдовте тука и ми причинува големо задоволство и чест што ве гледам. Ова е моја прва книга, поезија и фотографија. Збирка на песни и фотографии направени околу светот, сегде каде што сме патували со вести. И пред да кажем уште неколку зборови за книгата, ќе ви кажем една анекдота од животот на Сократ. Сократ имал многу лоша жена. Толку лоша што еден ден со врела вода му фргла во лице. Човекот бил среќен да го заврати своето лице, се ги спасил очите, а на едната страна го настрадала. Учениците еден ден го прашале: добро Сократе, ти си најумен, најучен човек во нашето време, кажи ни дали да се женим или не? И Сократ им рекол: не бидете будави, оженете се. Како бе Сократе, види си како си. Како века? Ако ви се погоди жената, ќе бидете среќни. А ако не ви се погоди, ќе бидете филозофи. Чекајќи ве тука да дојдете, така израдувам, дочекав една многу мила пријателка, што дојде од друг град. Јас така се пофалам, вели со книгата. Ете што сум направил, јас збирка песни, со фотографии, поезија. Там ми вели: а ти ги напиша песните? Жена со посебно чувство за хумор, многу мила жена. Па да, јас ги напиша песните и јас ги направив тие фотографии, а книгата како ваква што гледате, што ќе добиете, немаше да излези и ова, немаше да се случи со целата ова организација, ако не беа така неколку луѓе кои што се потрудија тоа да се збитне. Веќе знаете Вики, организаторот на ова згода тука, Виолета Сеповска, која што посебно, таа може и не ни знае, ама посебно е важна за оваа книга. Јас се сретнав минатата година и таа беше толку добра што ме запозна со многу поети, уметници, музичари, ме зачлени во поетски друштва. И на некој начин во тој период ми се случи нешто многу чудно, како да се вратив едно 30-40 години назад во мојот живот. И како да се вратив во својата младост. И тој период јас бев посебно плоден од своето пишување. И кога Вики, сум така нарекуваме сите Вики, кога ги слушна моите песни, почна да ме убедува да издадам книга. На почетокот не бев толку сигурен, оти никој што ми паѓаше на ум, но таа беше упорна. Кога отидов дома, го спомнав тоа на жена ми рече: о да, Вики има право, треба ти да напишеш песна, да напишеш книга. И син ми на крајот ми рече: слушај, тато, ти ако ги пишуваш песните и никој не ти ги чита, што има од тоа, нема ништо. Така да сето тоа на некој начин ми помогна да составам оваа збирка. Така да, Вики, ти благодарам за сето тоа што го стори за мене. Каде те однесо тоа? Колку многу места.
Го однесов во дом за стари лица. Му реков, ајде Зоран, сега одиме да им направиме мала забава. Дали сакаш? И он рече, добро, ајде, може, там. Точно така. И тоа не беше само мене, потоа следва и некои други. И цвети. Да. Втора лично што сакам да мислам да ја заблагодарам во срце, тоа е Елида Насковска. Кога замолив Ели да напише рецензија за книгата, таа не се двумеше една секунда, дури ми изненади. Јас уште не завршив со мојата молба, таа ми рече ќе ми биде задоволство. Ше туку брзо. И навистина многу ти благодарам, Ели, твојата рецензија самата по себе е едно дело уметничко и ми украсува оваа книга. Благодарам многу. Сега, книгава како што е замислена, ке моја беше замислата, но технички тоа да се изведе, го направи Пеце Цветковски. Тоа е исто мој пријател, кој што го запознав минатата година. И се потрудивме заедно во текот на скоро месец дена со заедни договори, поправки, идеи, сугестии, да дојдеме до ово обликување на книгата. Јас многу му благодарам на Пеце, тој не е тука, но верувам дека ќе види снимката и ќе пренесат. Јас него видов, мислам дека не е дојден. Не е дојден. Благодарам. И книгата ја отпечати, графички ја среди, исто така имавме многу преговори, разговори, размислувања. Тој е печатарот на книгата Златко Танасковски, тој е сопруг на Ели Танасковска. Благодарам. И благодарам на учесниците, на музичарите, на нашата пејачка Рина, која што акапела ги спеа, ја песни и рецитираш. Благодарам. Книга е во два дела замислена. Првиот дел е малку филозофски. Тој е преточен на филозофија и животно искуство, преточени во поезија. Тоа не е поради жена. Вториот дел е лиричен, со љубовна поезија, носталгични, има неколку песни. Сега би ви прочитал некои од тие песни, нема премногу, зашто повеќе до веќе се прочитани, и тоа многу убаво. Јас не верувам дека ќе дојдам на тоа ниво на поетско изразување, читајќи ги песните на Кисовина. Предпоставувам дека ќе сакате да слушнете една носталгична, родолюбива песна, од ние од диаспората обично пишуваме такви песни. Па ќе ви прочитам една. Не се враќај назад. Куферот стои тука 2-3 месеци. Отворен и полуиспразнен. Како и тој да се премислува дали да се стокми за патот назад во далечната студена земја. Стои тука во немост и некако како да се уми корени да пушти. Дрво да се стори, стебло да вивне, гранки да расплети, листови да зазелени, цветови да бликнат, опоен мирис да шири, да ме опијани, да ме заспие, во сонови блажни да ме здоми, да заборавам на патот назад, вечно да останам тука, во домот мој, во мојата земја, во мојата Македонија. И на крајот, уште една последна, нема прво да ве должам. Па добро да можете уште еднаш да прочитате. Ке најдете некој друг. Во меѓувреме јас ќе прочитам уште една, која што можеби
не може би, сигурно, одговара за овие времења кои што се турбулентни за сите нас и за нашата земја. И ја верувам дека ќе почувствувате за што се работи. А кој знае? А кој знае, може би судбата наша таква не била. Да итаме немо со препнати нозе и преврзани очи. Да итаме немо со бремето на нашите неостварени желби. А кој знае? Може би судбата наша таква не била. Препнатите нозе да поитаат итро, преврзаните очи пато да го најдат. Бремето наше немоста да ја молкне. Ке Владо и Драган ве најавува. Зоран, тебе ти е ред. Да ни кажеш фала. Драги пријатели, драги гости, благодариме на присуството. А сега кој милува може да добие книга со подпис од самиот автор. Сега прави се кулен. Подпишувај се. За тоа време Владо и Драган ќе не забавуваат. Повелете.